Добро дојдовте во урбаните вести. Народната банка на Република Македонија одлучи да пушти во оптек кована пара за колекционерски цели: Вера, Надеж, Љубов и мајка им Софија, со апоен од 100 денари во количина од 5000 парчиња. Народната банка донесе одлука и за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели тркало на среќата, со апоен од 10 денари во количина од 7000 парчиња. Во продолжение следува генералната најава. Викендов на улица Македонија. Манифестација "Време е за зимница". Почнува 42-тиот млад отворен театар. Одбележан светскиот ден на институтите Конфуција. Подпишана декларација против физичко и вербално насилство врз здравствените работници. Продолжува борбата за градоначалничките места. Во продолжение краток пресек на денешните политички случувања во Скопје. Скопје ќе стане модерен европски град како што му доликува. Целосно ќе се посветиме на проблемот на решавање на загадениот воздух. Ќе воведеме принцип на задолжително надоместување на изгубено зеленило заради изградба на нови објекти. Итно се зафаќаме со гасификацијата од местата кои што не се опфатени со системот на парно грејење. Ќе го намалиме загадувањето, кај граѓаните ќе доведеме ефтин енергенс. Сакаме да промовираме уште еден капитален инфраструктурен проект под нашата изборна програма, а тоа е кружен тек на раскрстицата на булеварот Ѓорче Петров и булеварот Македонска војска. Овој кружен тек е неопходно потребен со оглед на тоа што има големи гужви во текот на денот, највеќе во утринските часови, бидејќи многу возила тука се сообраќаат и на оваа раскрстица. Со изградбата на овој кружен тек, значи ќе се растерети сообраќајниот метеж. Планираме во програмата и тоа ќе го реализираме. Значи целосна реконструкција и на главната улица Ѓорче Петров, тоа што остана бидејќи едниот коловоз е веќе целосно саниран, но се продолжува се до Ѓорче 2 во наредната програма, што е многу важно и ќе имаме целосна реконструкција на овој коловоз. Исто така, Лука Геров ни е ставена во програмата целосна реконструкција, улицата Волковска целосна реконструкција, но исто така е многу важно и продолжување на Борис Сарафов, односно на 4 јули целосна реконструкција. Целта е да ги офатиме сите градски улици таму каде што поминува автобус да бидат реконструирани. За нас квалитетот на животот за секој граѓанин е подеднакво важен и затоа ќе отвориме можности за сите. Локалниот економски развој и отварањето на нови работни места ќе биде еден од приоритетите, но со пристојна плата кој ги задоволува семејните потреби. Директно ќе им помогнеме на младите и средните предпријатија со подеднакви можности за странските инвеститори. Ќе креираме центри за отпочнување и развој на бизниси со што ќе овозможиме на младите да ги реализираат своите бизнис идеи. Граѓаните на Карпош 1 имаат сериозен проблем со паркирањето на возила, кои што најчесто го прават граѓани кои што живеат во општина Центар. Оно што ние како општина го нудиме како решение на нашите сограѓани овде, да поставиме рампа на ова улица со далечински управувачи на излезот према улицата Орце Николов и во исто време на овој паркинг позади да поставиме платформа со која што ќе го дуплираме бројот на паркирањето, но во исто време и натаму остануваме на ставот дека во општина Карпош нема да се плаќа паркирање. Се залагаме и пред дуќанџиите и пред граѓаните на општина Карпош дека планираме парите да ги вратиме назад кон граѓаните и да го заживееме локалниот економски развој. За таа цел, од тука, од Лептокарија, денес ќе го промовираме и проектот кој што како идна општинска власт ќе го спроведеме, тоа е картичката Мој Карпош. Картичка која граѓаните ќе ја добијат бесплатно и картичка со која што граѓаните ќе добијат попусти во угостителските објекти, ќе добијат попусти во дуќаните, во продавниците за текстил кои што се наоѓаат на територија на општината Карпош. Продолжуваме со урбаните вести. По промотивни цени скопјани предстојниот викенд ќе имаат можност да се обезбедат зимница за зимскиот период од домашни производители. Покрај продажбата, посетителите на манифестацијата ќе имаат можност да дегустираат разни конзервирани специјалитети.
10 македонски компании преработувачи на овошје и зеленчук викендов ќе имаат можност да се промовираат и да го представат преработувачкиот сектор на домашниот пазар во рамки на настанот Време е за зимница, што ќе се одржи во сабота и недела на улица Македонија во Скопје. Како што соопшти денеска на пресконференција извршниот директор на Македонската асоциација на преработувачи Сашо Ристевски, целта на манифестацијата е да ја промовира домашната конзервна индустрија и да ја зголеми свеста кај потрошувачите на домашниот пазар за квалитетот и безбедноста на производите што оваа индустрија ги нуди. Сега е период на правење на зимница и ние сметавме дека е тајмингот одличен да направиме еден настан со цел да презентираме она што нашите домашни фабрики го нудат, најчесто на странските пазари, но и на домашниот пазар. Преработувачките капацитети растат, го зголемуваат производството, го зголемуваат извозот, вложуваат повеќе во истражување и развој, вложуваат во маркетинг и се надевам дека во сабота и недела луѓето ќе имаат шанса да видат и нови, квалитетно изработени и испакувани производи. Александар Ивановски, маркетинг директор на компанијата Bonum, информираше дека настанот е истовремено од промотивен и од продажен карактер, а присутните по промотивни цени ќе имаат можност да дегустираат зимница, поразлична од карактеристичниот ајвар и лутеница. Ние како компанија и во координација со другите компании се договоривме да понудиме производи по промотивни цени, а покрај тоа што ќе има промотивни цени за производите, ќе има и дегустација од страна на сите фабрики, па граѓаните на Скопје и другите од Република Македонија кои ќе се најдат во тој момент во Скопје ќе имаат можност да ги пробаат производите на повеќето компании. Време е за зимница се организира со поддршка на Општина Центар и Министерството за економија. Од денеска до 4 октомври ќе се одржува 42-то издание на фестивалот Млад отворен театар, во рамки на кој ќе бидат прикажани 18 представи од Македонија и странство. Представите ќе се изведуваат од 18, 20 и 22 часот на сцената на Младинскиот културен центар, како и во Македонскиот народен театар, театар комедија, кинокултура, Македонската опера и балет, детски театарски центар и мала станица. 18 представи се на програмата на 42-тиот фестивал Млад отворен театар, кој ќе се одржува од денеска до 4 октомври. Според најавената програма, на првиот фестивалски ден ќе бидат изведени представите Силјан Штрк од Шанца на МНТ, Нашето насилство и Вашето насилство на Младински театар од Љубљана и Иван Зајц од Риека и експеримент на театарот Артопија од Македонија. На програмата утре се представите Антигона и Креонт на театар на навигаторот Цветко, Мојата фабрика на Босанскиот национален театар од Зеница Птичка, на театарот Агропасион Сенор Серано од Шпанија и Систем Ерор на Факултетот за драмски уметности. На 30 септември МОД ќе ги прикаже представите Разговор во 4 очи на МНТ и Скопје филм студио Левенсраум на Јакоб Алхолм од Холандија и Лерин Полиња Жито Ридишта крв на театар на навигаторот Цветко, а во платневниот термин ќе биде изведена представата Бакнати од сонцето на театар Пи од Дневниот центар Порака. Шумата на моето дрво на Велишкиот театар, Еден сиромашен и 1-0 на театарот Батко од Загреб и Доктор Фауст на Битолскиот театар се најавени за 1 октомври, а наредниот ден ќе биде изведена представата Сослушување на иранскиот Мир театар груп. За 3 октомври се најавени 2 представи на Младинскиот отворен театар, Мир со вас на бугарскиот театар Вокс Попули и полската представа Хор на сираци на театарот од Краков. Годинашниот Млад отворен театар ќе заврши на 4 октомври со српско-холандската копродукција Не се срамам од моето комунистичко минато. Представите ќе се изведуваат од 18, 20 и 22 часот на сцената на Младинскиот културен центар, како и во Македонскиот народен театар, театар комедија, кинокултура, Македонската опера и балет, детскиот театарски центар и мала станица. Во најава е уште едно издание на Оро без граници. Деталите ќе ги дознаете малку подоцна во вестите. Отворени часови по кинески јазик и култура, пишување на кинеска калиграфија, како и подготовка на кинески чај се дел од активностите кои беа организирани по повод одбележувањето на Светскиот ден на Институтот Конфуций при Универзитетот Свети Кирил и Методи.
Во организација на Институтот Конфуций при Универзитетот Свети Кирил и Методи, денеска во Скопје беше одбележан 26 септември, Светскиот ден на институтите Конфуций. Денешниот ден е многу важен за институтите Конфуций во целиот свет, бидејќи се слави роденденот на големиот мудрец Конфуций. Како што информираше кинескиот директор на Институтот Конфуций, во Скопје овој ден служи и за доближување на кинеската култура кон македонскиот народ. Ние се надеваме дека со одбележувањето на овој светски ден на институтите Конфуций и организирањето на ваква културна манифестација ќе ги доближиме нашите два народа и ќе го развиеме пријателството меѓу нив. Бидејќи денешните активности кои се организирани со цел на македонската публика да им го доближат кинескиот јазик и на различните аспекти на кинеската култура и уметност. Исто така, ова и со цел да настане и културна размена помеѓу македонскиот и кинескиот народ. Светскиот ден на институтите Конфуций беше одбележан со културна манифестација на која присутните имаа можност да се запознаат повеќе со кинескиот јазик и култура, поетско читање и церемонија за подготовка на кинески чај. Над 20.000 медицински работници во Македонија стојат зад подпишувањето на декларацијата против физичко и вербално насилство врз лекарските работници. Подпишувањето декларација е на 25 години од основањето на Лекарската комора на Македонија. Декларација против физичко и вербално насилство врз докторите на медицина, стоматолозите, фармацевтите, медицинските сестри, техничари, акушерки и други здравствени работници. Денеска подпишува министерот за здравство Арбен Таравари, председателката на Лекарската комора на Македонија Калина Гривцева-Старделова, председателот на стоматолошката комора Владо Поповски, представникот на фармацевската комора Ерол Али, како и председателката на Сдруженијето на медицински сестри, техничари и акушери на Македонија Вилка Лукиц. Во текстот на декларацијата се вели дека единствено безбедна средина во која се даваат здравствени услуги гарантира сигурна, стручна и квалитетна здравствена заштита за пациентите и дека здравствените работници, како и сите останати, имаат право на безбедна работна средина. Насилството кон здравствените работници мора да биде сериозно сватено од страна на управителите на сите здравствени установи и со истото мора ефикасно да се справуваме со помош на полицијата и правниот систем. Инцидентите на насилството мора да бидат документирани преку систем кој ќе биде обезбеден од страна на владата и здравствените установи, стои во декларацијата. За декларацијата, како што посочија на подпишувањето, стојат 20.000 медицински работници во Македонија. Подпишувањето на декларацијата е на 25 години од основањето на Лекарската комора на Македонија. Таа е ратификувана и од членките на ЗЕВА, во која членуваат коморите од Централна и Источна Европа, а Лекарската комора на Македонија ја подпишала минатата недела на Конгрес во Љубљана. Најмасовниот меѓународен детски фолклорен фестивал Оро без граници ќе се одржува во Скопје од утре до 1 октомври. Учество на фестивалот ќе земат детски фолклорни ансамбли од Хрватска, Полска, Јакутија, Србија, Бугарија, како и македонски ансамбли. Детскиот културен центар Карпош Скопје во соработка со град Скопје и Министерството за култура на Република Македонија и годинава по 26 пат го организира и реализира најмасовниот меѓународен детски фолклорен фестивал Оро без граници 2017, кој годинава се одржува од 29 септември до 1 октомври и на кој учество ќе земат детски фолклорни ансамбли од Хрватска, Полска, Јакутија, Србија, Бугарија, како и македонски ансамбли. На 29 септември, односно утре, во 17 часот и 15 минути. За гостите и домашните ансамбли ќе има богослужба во храмот Свети Климент Охридски. По завршување на богослужбата, учесниците ќе продолжат со дефиле на плоштад Македонија, каде во 18 часот и 30 минути ќе биде свеченото отварање на фестивалот Оро без граници 2017. По отварањето на фестивалот следи програмата настап на сите групи, странски и домашни, учеснички на фестивалот. Во недела од 10 часот ќе се организира пикник во Лешучкиот манастир, каде ќе биде и затварањето на фестивалот со настап на гостите и на домашните фолклорни ансамбли. Проблемите и предизвиците со кои се соочуваат пчеларите беше тема на разговор на денешната средба помеѓу градоначалникот на општина Ѓорче Петров и Сдруженијето Матица Скопје од Волково.
Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Сокол Митровски денеска ги прими представниците од Сдруженијето Матица Скопје, чие седиште се наоѓа во населеното место Волково во општина Ѓорче Петров. На средбата беа истакнати проблемите и состојбите со кои се соочуваат пчеларите, поврзани со климатските услови во периодот кога вегетираат најголемиот дел од медоносните растенија, поради што не можат да се создадат услови за репродукција на пчелните семејства и немањето можности за медни залихи. Представниците од Сдруженијето исто така истакнаа дека се задоволни од долгогодишната манифестација Денови на македонскиот мед, каде посетителите на улица Македонија во Скопје имаа можност во директни контакти со пчеларите да добијат совети како да препознаат квалитетен мед. Председателот на Сдруженијето доктор Јане Марков на средбата се заблагодари за досегашната долгогодишна успешна соработка со општина Ѓорче Петров и финансиската поддршка која ја добиваат од општината. Во знак на долгогодишната соработка, пчеларите му подарија на градоначалникот Митровски мајца со препознатливиот амблем на Сдруженијето. Неколку општини утре ќе останат без електрична енергија, информира регионалниот центар за управување со кризи. Без електрична енергија утре ќе останат делови од општина Центар, Аеродром, Бутел, Петровец и Карпош. Од 8 часот до 15 часот без електрична енергија ќе останат корисниците од кафеаната кај Жабарот до Министерството за земјоделие, улица Јордан Хаджи Константинов Джинот. Од 8:30 до 10 часот без струја ќе бидат корисниците од улица Ѓорги Капчев кај Новото црквиче. Од 8 часот и 30 минути до 10 часот и 30 минути без електрично снабдување ќе останат дел од корисниците од село Кучевиште на почетокот на каналот. Од 8:30 до 15 часот без струја ќе бидат корисниците од селата Литевци, Катланово, тунелот Катланово, село Брезница, фирмите City Trade, мотел Младенска населба. Од 9 до 11 часот без струја ќе бидат корисниците од улиците Милан Марковиќ и Братфордска и од 10 часот и 15 минути до 12 часот и 30 минути без струја ќе бидат корисниците од улица Лисец во Горно Лисиче. Утре врнежите ќе бидат полокализирани, а в сабота се уште наместа ќе има зголемена облачност, но ќе биде суво. В недела и понеделник ќе биде претежно сончево и малку потепло преку денот, но со пониски утрински температури. Нов влажен бран се очекува од средината на наредната работна седмица. Во продолжение МТМ Метео. И уште една информација пред да се одјавиме. Сојузот на литературни преведувачи на Македонија денеска во Друштвото на писателите на Македонија додели 9 награди за книжевен превод за 2017 година. Добитниците на двете награди за животно дело кои им се доделуваат на афирмирани преведувачи годинава се Виолета Јегев, преведувач од шпански јазик, награда Кирил Печиновик и Наум Китановски, преведувач од италијански јазик, повелба 30 септември. Со оваа информација се одјавуваме за оваа
издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. А за повеќе информации посетете нашата веб страна mtm.mk. Од мене довидување.